апел да се размисли, поздрав до новиот министер и честитки за функцијата и многу среќа во борбата за подобра култура и за подобар живот во Македонија. Значи, првото што треба да се направи место каде што тие бендови македонски ќе имаат кај да свират. Не сме адекватни нити за новата филхармонија, нити за новиот театар, нити сме за удобна армија, нити сме за овде во ова кино во МКЦ. Едноставно нема место каде да се свири. Друго што сакам да ви кажам е дека во 70-ти години Скопје беше многу пристојно место за живење. Беше европски град, модерен, модернистичка архитектура, со многу фини, цивилизирани луѓе кои се бавеа со разни дисциплини. Меѓу другото, имаше и музичари кои наместо да ги слушаат Јураја Хип или Назарет, ги слуша Махавишна оркестра, ги слуша Yes, групите Фокус, Френк Запа и така натаму. Така што појавата на Леби Сол не е случајна. Ние не паднавме од Марс. Леби Сол е плод, се повеќе ми станува јасно тоа, затоа што временската дистанца е прилично голема и можам да ги согледам работите. Скопје, скопската културно-уметничка клима го произведе Леби Сол. Ние бевме чудо на Балканот, каде што одевме трава веќе не никнеше, затоа што после нас веќе не можеше да се свири. Зборам за сите бум фестивали на кои настапувавме. Навистина имавме прилично голема стравопочит, би рекол, уживавме меѓу колегите и меѓу публиката и така натаму. Што се случи во меѓувреме? Верувајте, ги памтам оние концерти овде кога во едноумието, под знак на наводници, ја чувавме штафетата и свираа 10 бендови скопски, ја чувавме преку ноќ штафетата што требаше на Тито да му се однесе. Како е можно во едноумието властите тогашни или структурите или организациите, тогаш немаше Министерство за култура, имаше СИЗ за култура. Како може они да имаат слух за рок-н-рол, а во демократија и во слобода, пак кажувам под знак на наводници, да се нема никаков слух за таква работа? Кога Джабир збореше преска, малку се осетив погоден. Очигледно мојата гитара не била доволно гласна во 11 години. Гласна беше и тоа многу, само не во Македонија. Пошто нема овде што да правам, си го фатив патот, живот на тркала и свирев секаде, само не во Македонија. Може би требаше бидам и овде гласен, ама верувајте, не сакам себе си да се видам да се доживеам патетично. Тоа значи, сакам да се бавам со музика, да размислувам за своите песни, за своите гитари. Ако сакав да се ангажирам политички, веројатно ќе дотуркав и до министер. Да не речам и до нешто, и до некој градоначалник и така натаму. Значи, трета работа која сакав да ви ја кажам. Има тука една колизија, едно нетрпение помеѓу званичната култура и помеѓу субверзивната или ако сакате алтернативната или андерграунд културата. Ајде, молам, замислите го Џони Ротен како пишува молба до Министерство за култура на Англија и го моли Министерството да му даде 3000 фунти за албум. Тоа е нешто невозможно, луѓе. Тоа е невозможно. Мене ми е срам, ако ми верувате. Покрај статусот што го уживам како самостоен уметник веќе 30 години, мене ми е срам да аплицирам до Министерство за култура за било кој мој проект. Има колеги мои кои пишуваат молби и добиваат пари за да настапат во Карнеги Хол во Њу Јорк. Пари платени од Македонија за некој после да рече: "Абе, јас сум многу голем уметник, имам настапено во Карнеги Хол." Да, со чиви пари, со наши пари. Значи имам конкретни, за да не политизирам, ве молам, имам конкретни предлози. Од неодамна се уведе ДДВ на карти за концерти. Тоа е неприфатливо. ДДВ-то за карти за концерти 18% треба да се симне. Зборам за концерти од рок музика, од джез, од дури од поп музика. Тоа е неприфатливо. Доскоро не плаќавме ДДВ. Друга ствар, треба да се олесни животот на музичарите. Што значи тоа? Да им се дозволи бенефициран увоз на инструменти. Да не плаќаме пак ДДВ и царина од 50%. Ако сакам да купам гитара, ако 1000 евра, треба платам 1500 евра на државата за таа гитара. Електрична гитара. Океј. Трета работа која треба да се направи. Оствари, четврта работа што сакам да ви ја кажам. Знаете ли колку кошта еден македонски филм? Игран. Од 800.000 евра до 4 милиони евра. Знаете ли колку албуми се снимаат за 1.000.000 евра?
Ja ќе ви кажам. 100 албуми. Знаете колку турнеи може да се направат за милион евра, колку концерти да се одржат? Па ја ќе станам Ерик Клептон, ако ми даде Македонија милион евра. Верувајте. Затоа што ќе одам и одма Ројал Алберт Хол ќе го закупам и ќе го рекламирам цел Лондон, ќе кажам најголемиот гитарист од Југоисточна Европа. Ќе додат сите од љубопитност. Со милион евра се прават чуда. А за жал се прават и медиокритетски филмови. Огромни пари се тоа за македонските услови, 4 милиона. Сега не викам дека филмот е уметност од посебен општествен интерес, многу кошта и самиот сум дел од многу филмски проекти, од некои дури се уште чекам хонорари со години, тоа на страна таа приказна. Значи, во Министерството на култура доволна е една група, не знам кои се тие луѓе, некоја комисија, неформална, која ќе ги разгледува евентуално предлозите од демо бендовите, од младите македонски бендови и не од младите, може и од постарите. Да можат луѓето да аплицираат, сакам да снимам албум. Не може символично да ми го поддржат албумот со 500 евра или со 1000 евра. Ја ќе им ги дадам назад. Ако ми поддржат албум, нека го поддржат со 10, 15, 20 000 евра. Јас се шокирав кога претходното министерство почна да доделува награди за фестивал на ново компонирана музика, 20 000 евра за прво место. Јас се шокирав. Може би требаше да почнам да пишувам ново компонирана македонска музика, па и ја еден ден да ја освојам таа награда 20 000 евра, па да ја поделам со пријателите. Тоа се некои неразумни одлуки, неразумни цифри. Од друга страна, што да ви кажам, јас сум веќе, рече он дека колку години можам да имам ако 40 години се бавам со музика. Значи веќе сум во некоја фина возраст, да кажам. Што очекував? Кога Леби Сол се растури, очекував линеарно да одиме напред во културно-уметнички смисол. За жал, никој не го наследи Леби Сол. Зашто? Се променија времињата. Дојдоа некои немирни времиња на Балканот, дојдоа некои транзиции, дојдоа некои, што знам, некои други луѓе, едноставно се изгуби ентузијазмот, нешто големо. Немојте да мислите дека сум наивен, дека не знам што сум направил за Македонија. Не сум наивен. Знам со секој мој одење во странство, со секој мој свирење на по милионити пат на песната Јовано Јованке, точно знам што правам за Македонија. А дали Македонија знае што правам за Македонија, јас не сум сигурен. Верувајте, само еден податок ќе ви кажам. Во мојот скромен живот, 60 годишен, немам добиено ни една државна награда од Македонија. Може би во иднина и ќе ја добијам. Ова не е апел за да ја добијам. Ова е само да ви кажам како стојат работите. Значи, апсолутно поддршка на сите демо бендови. Па макар и фестивал измислиле, демо фестивал, го има во Бања Лука. Фестивал. Зашто Министерството не би спонзорирало некој фестивал на рок музика, на млади бендови, да ги поддржува изданијата на бендовите македонски. Сакам издание, имам издание, тројца нека бидат до некоја комисија и нека речат, дечки, ова е интересно звучи, дај да ги поддржиме овие. Па да можат, знаете како вика мојот колега Джибони, во рок-н-рол мора да биде бахато, мора да биде богато. Ако не е богато, не е рок-н-рол. Тоа значи, со 500 евра не можеме да направиме албум. И да ќе го ставиме логото на Министерството на култура на некој албум што го поддржали со 500 или 1000 евра. Тоа нема смисла. Тоа нема смисла. Треба да се одвои еден фонд од четвртина македонски филм и да се инвестира во музика.